Мерилин Монро одамна рече: дај ги на жената вистинските чевли и таа ќе го освои светот. Ние би додале, дај го на босанската уметница со светска слава Едина Селешковиќ чувството на слобода и таа ќе го направи истото. Суштината на нејзиниот пристап од инсталацијата со наслов Мисли слобода ја покажа пред светот, па дојде ред и на Скопје. Многу сум срекна што сум во Скопје и гледам дека Скопје станал на вистина убав град. Уште поголема е задоволството да седам овде и анонимно да наблюдувам како луѓето реагираат на инсталацијата. Најдобрите реакции всушност доаѓаат од децата. Овој проект има за цел да ја поврзе публиката со современата уметност. Повод за незиното гостување беше отворањето на Скопско лето. Така, ние Едина ја повикавме да го отвори Скопското лето, бидејќи веруваме дека со ваква инсталација, со уметност што гледа нагоре, ние ја гледаме инсталацијата како е горе, над нас, дека навистина ќе предизвика чувство на слобода во луѓето и што уметноста може да понуди за општеството, за луѓето и особено за младите. Тоа Едина навистина се залага за средношколци, за сите млади архитекти. Затоа сакавме навистина со тоа да го започнеме Скопското лето. Идејата која ја реализира од различни точки на планетава има цел да прати пораки за мир и слобода, инспирирани главно од младите луѓе. Селешковиќ се родила во Босна и Херцеговина, студирала во Соединетите Американски држави и не можела да се врати дома поради војната. Па со нас сподели колку ваквата ситуација направила да се врзе со поимот слобода уште посилно. Соединетите Американски држави ме научија на многу нешта, но првенствено на тоа да не гледам во минатото, туку да гледам кон иднината. Трагедијата која ми се случи е дел од мене и ми помогнала да направам нешто кој инаку не би можела да го направам. Па така уметниците понекогаш кога се соочени со најтешките животни околности ги создаваат најдобрите дела. Студирала во Вашингтон, се влюбила во Њу Јорк. Спомена дека и во Скопје би можела лесно да се влюби. Дефинитивно би можела да се влюбам во Скопје. Со луѓето, со климата, со убавината на градот и посебно со вашата храна. Имате навистина одлична храна. Она што го сакам во Њу Јорк не се зградите, бидејќи животот таму всушност не е така удобен. Ми се допаѓа тоа што има креативни луѓе кои дошле во овој град за да си ги исполнат своите неверојатни соништа. И еден нејзин колега од македонските редови одблизу ги доживеа птиците кои слобода значат. Одлична идеја, знам дека оваа идеја беше во многу градови низ светот, така дека носи една многу хумана и многу убава порака, слобода, љубов, уметност, све што подразбира една слобода и све што подразбира еден човек. Дека народов наш полека се навикнува на едни вака нетипични инсталации, дека излегуваме малку од шемите на конзервативноста, можеби? Па не знам, но еве ова можеби да е еден почеток. Јас сум секогаш поборник за уметноста да се извади поблиску до народот, нели, да се извади на улица. Во многу разговори во друштвото на ликовни уметници, кога требаше да се бунтуваме за нешто, јас кажав дајте сликите ќе си ги извадиме на улица, ќе ги изложиме и така не ни даваат галерија. Нели, да се побуниме и зошто да не? Зошто уметноста не би да покажана во урбани простори? Инсталацијата на улица Македонија е доказ повеќе дека сме жедни за убави концепти. Токму таков е оној на кој се подпишува славната Едина Селешковиќ. Пораките од Македонија сега ќе допрат до светот благодарение на нејзината импресивна уметност.